Значи, гледайки презентацията, да ви кажем право, во мене роди много емоции. За малко ги се разплаче в слики. Навистина, ова ще го видел. Ова само ще да го презентирате во Сител телевизия или до Канал 5, точно пред овие турските серии, ќе биде фантастично. Сигурно Наталия си ќе му направят скулптура во Скопје. Почитувани колеги, тоа што видовме е нереалноста, ќе се обидам да влезам во реалноста, ќе кажем само неколку битни работи кои што ги забележав во трошењето на парите во овој буџет и на крајот ќе ви давам една сугестија, едно ваше размислување од тоа на крајот. Значи, најпрво што сакам да споменам, беше споменато на презентацијата дека општина Битола има 2 пати повеќе побарувања отколку што има Обврски. Тоа значи, дали сакате со тоа да покриете дека ние имаме право да се задолжуваме. Како што тоа го вели Ставренски, Македонија е во одлична кондиција, ние мора да земеме до 60-70% јазен долг. Значи, исто треба да стори на општина Битола и токму заради тоа, и за да е најавен, и тоа што Владимир Талевски сака да го земе 2,5 милиони евра. Ние сме во одлична кондиција, бидејќи реалноста и стварноста и околината и тоа што не окружува околу нас е катастрофа. Хајде ќе споменам една работа, ќе споменам на почетокот. Значи, од презентацијата видовме како се изнафаливте, како све во Битола тече мед и млеко. Ќе споменам само 3 локации во градот кои што имаат повеќе кал отколку нивите во ЗК Пелагонија, каде што со чизби луѓето треба да влегуваат. Околу градското пазариште, пешки не се оди. Околу градскиот стадион, пешки не се оди. Населбите околу градот, пешки не се оди од кал. Зашто зборуваме овде? И за кое трошење на пари, за кои инвестиции, за кои асфалтирани улици, за кои потреби на гајаните. Вистината е една, реалноста е друга, ова што ни го презентирате е сосема трето. Значи не сакам многу да навлегам во суштината на буџетот. Не сакам навистина затоа што бројките се едно, реалноста е друго. Споредувате бројки од неколку години. Значи и во презентацијата, и ова брошура што ни поделивте, неколку години како се движеле приходите и како се движеле расходите. Јас сега ќе ви споменам, бидејќи имате вие една желба нон-стоп да кажувате како ние кога бесме на власт ништо не работевме, како во наше време ништо не беше сработено, како ние ги трошевме парите до мајкински или дедомајкински. Зошто не ни презентиравте овде да видевме колку пари имаше прибрано тогашната локална самоуправа без децентрализацијата, значи нашиот градоначалник, колку пари беа прибрани, колку пари беа потрошени, зашто беа потрошени? Дали процентот на реализација тоа што тие капитални објекти беше поголем отколку што денес овде го гледаме на презентацијата? Значи тоа не сакате да го кажете. Сакате да кажете таа си кобил дека имаме неколку години зголемување во кај приходите и соодветно на тоа трошење на расходите наменски. Ќе кажам неколку работи, што не одземам време, сакам да моите колеги да имат повеќе време да влезат во тема на расправа на буџетот. Значи, ајде ќе влеземе кај даноците. Данокот на имотот планираните 159 милиони 200 илјади денари намали на 144 само 163 илјади денари таму. Че данокот на имот. А знаеме дека секој деневно граѓаните градат нешто, купуваат станови и така натаму. Значи, нереалните показатели при донесувањето на буџетот треба излепат, се рефлектираат. Не чуваме што опозицијата кога кажуваме при донесувањето на буџетот или при балансот или ребалансот на буџетот, ако сакате да речете го, тоа што опозицијата не е во право. Кога ќе предлагаме ставки повторно не сме во право. Кога ќе предлагаме амандмани повторно не сме во право. Се што доаѓа од оваа страна не треба да биде земено во буџетот. Меѓутоа реалноста покажува нешто друго. Минатата година го зборував истото. При ребалансот на буџетот го зборував истото, го зборував и денес. Реализацијата на буџетот, на нереалните показатели внатре, доаѓа до 80% реализација. Значи, ево ќе земе 240 милиони се планирани пари потрошени општина Битола
према буџетите, ако 80% тоа стварно, пак иди бројката од 200 милиони евра потрошени пари што опозицијата нон-стоп го кажува и што прашуваме каде се тие пари потрошени. Друг показател кај што имаме намалување е фибларината, што е симптоматично. Симптоматично зошто е намалена ставката во фирмари во стварувањето, значи од 18 милиони 14 милиони стварување. Значи, на претходна седмица, кога беше ребалансот на буџетот, мислам дека беше така, фирмарината, чим се намалува не е добро. Значи имаме ние затворање на фирми во Битола. Тоа не е развој на малото стопанство. Затоа пак кај јавното осветлување имаме зголемување на приходите. Ова ќе го потенцирам за една работа. Значи 73 милиони сме планирале, 76 сме остварили. Јавното осветлување, по плаќа на граѓаните на општина Битола, плаќаме сите ние, плаќат и фирми. Почитувани колеги. Зошто пола град на вечер не е во мрак? Значи прашувам оваа горница, сакам некој да ми одговори. Уредување на градежното земјиште. Исто имаме намалување. Зошто имаме намалување? Значи општата клима, општата ситуација во земјата не ги тера граѓаните да градат и да плаќаат комунални. Значи немаштијата, немањето пари, исполнувањето на парите од граѓаните и од фирмите што оваа власт го направи, ни доаѓа до израз. И понатаму ќе биде уште полошо, значи ќе биде одошо полошо. Околу приходите, толку би кажал, ќе оставам моите колеги да допрецизират, сакам нешто околу расходите. Имаме три конта кои што се взаемно поврзани. Конто 425 990, 426 990 и 464 990. Значи, едно со друго се слични, други оперативни разходи, други трансфери и така нататък. Во сите тие ставки, на прашање на представникот на општинската администрација ни беше кажано дека како спаѓаат културните настани, коледе, нова година, значи парите што се трошени за тие културни настани, во кој што влегува и Битфест. Значи Битфест, културната манифестација на градоначалникот Талески. Тоест, од оваа говорница неколку пати имам прашано. Колку пари точно за Битфест се трошат? И кој е бенефитот на граѓаните на општина Битола од таа манифестација? 22 милиони денари се потрошени према овие показатели. 22 милиони денари. Ако споредиме од она што ни беше кажано, дека обврските на општина Битола, значи крупните обврски не ги знаеме, бидејќи ни беше кажано само досмеаните обврски. Колкава е навистина долгот на општина Битола, каде што спаѓаат овие културни манифестации, кои што се надевам дека не се доплатени, бидејќи сигурно некој нема доставено фактури и не се достојани. Уште една работа од капиталните објекти што ми падна во око, значи во една ставка таму во презентацијата имате каде што спомнувате киното Манаки и уште неколку други објекти. Таму ништо не се работи. Вие се потрошили 30 милиони денари, меѓутоа киното Манаки като саркофаг на Широкцовек се уште стои како мртва природа. Кога ќе одобраите не знам. Рокот беше 2014 година. Од тоа нема ништо. Таа е една инвестиција која што не е завршена, со која што се фали власта дека Битола изградила многу инфраструктурни капитални објекти. Значи јас не ги видов ниту катните гаражи, не ги видов ниту паркинг просторите, не го видов ни реновираниот градски стадион во Битола, не ја видов реновирана спортската сала во Битола, па зашто ги потрошиме парите? Го прашувам јавно. Јас чекам Владимир Талески да дојде еднаш, да се обважи да каже зашто ги троши парите. Не држи констатацијата дека Битола филмски град, Битола културен град и така натаму. Во спортот промашување, во културата надминување, надмашување, во општата живеачка промашување. Се гледа на видели патишта, улици, хоризонтална, вертикална сигнализација не функционира. Баш во тој дел таму приметив во показателите каде што имаме намалување потрошени многу помалку парични средства, токму во хоризонталната и вертикалната сигнализација. А во градот секој ден се случуваат судири поради
поради необележаните улици и на работата на семафорите и така. За туризмот. Нула средства потрошени, значи тоа не ни треба. Во зоолошката градина минимални средства, за пожарната, да не говориме. Значи тоа што е од општ интерес на граѓаните, ќе заврши на. Почитувани колеги, не сакам да набавам понатаму, една работа што му сакам да спомена, колегата Касаповски на почетокот бараше на точка на дневен ред, вие бурно реагиравте, меѓутоа, ќе се повикаме на работа, ова е медиум, каде што е пренесен разговорот на тоа што окажуваше колегата Касаповски, каде што според снимките и според тоа што е напишано овде, што е напишано тука, Ставрески е дават целосната карактеристика за поведението, за однесувањето и за трошењето на парите во општина Битола под раководство на Владимир Талевски. Па почитуваме колеги, јас ве замолувам ова внимателно да го прочитате и да се запрашате дали Владимир Талевски наменски ги троши парите или ова што неговиот претпоставен министер што го кажува е точно. Толку заради тоа, ако влеземе во суштината ќе видиме кај се потрошени нашите пари и зашто се потрошени нашите пари и зошто буџетот на општина Битола е ненаменски и нетранспарентно потрошен и зошто граѓаните во општина Битола не гледаат бенефит од тоа што го очекуваат затоа што ги даде своите пари во градската каса. Јас тука ќе завршам, ви благодарам. Габриел